Како се појавила ноќта? Многу одамна во почетокот немало ноќ, имало само ден. Ноќта дремела во длабочините на водата и никако не се качувала на земја. Луѓето, животните и растенијата не се разликувале меѓу себе. Се во природата било единствено. И се во природата имало моќ да зборува. Се раскажува дека ќерката на големиот змеј се омажила за едно момче. Момчето имало тројца верни слуги. Еднаш ги викнало кај себе и им рекло: "Одете си, мојата жена не сака да спие до мене поради вас." Слугите си заминаа, а момчето ја викна жена си и ја замоли да си легнат. Но ќерката на големиот змеј одговори: "Добро, но само тогаш кога ќе биде ноќ." Момчето забележа: "Нема ноќ, постои само ден." Ќерката на големиот змеј на тоа му одговори: "Татко ми има ноќ, ако сакаш да спијам со тебе, прати ги слугите да ја донесат ноќта. Нека слезат по реката до домот на татко ми. Кога во светот ќе биде темно како во длабочините на водата, јас ќе останам со тебе." Момчето ги викна слугите и ќерката на големиот змеј ги прати кај татко ѝ, наредувајќи им да донесат лушпа од кокосов орев од палмата тукуман. Слугите се качија во еден чун и тргнаа. Не помина многу време и тие стигнаа до имотот на големиот змеј. Тој им даде една лушпа од орев од палмата тукуман, целата излепена со смола и им рече: "Еве ви еден орев, но внимавајте. Никако да не го отварате. Ако го отворите, се во природата ќе пропадне." Слугите го зедоа оревот, седнаа во чунот и запловија по реката. Пловеа и не наслушнуваа како оревот додекнуваат некакви гласови. Тоа беа гласови на штурчињата и жабчијата што пеат ноќе. Кога малку поодминаа, најљубопитниот слуга рече: "Ајде да погледнеме кој зборува во оревот." Најстариот слуга на тоа му одговори: "Не смееме, ако го отвориме оревот, се ќе се уништи во природата. Да продолжиме, веслајте само, веслајте." И така тие го продолжија патот, наслушнувајќи ги тивките гласови во оревовата љушпа. Кога го поминаа по големиот дел од патот, се собраа на средината на чунот и запалија оган од жарчето што го носеа со себе. Така смолата се стопи и оревот се отвори. Одеднаш околу нив настана потполна темнина. Тогаш најстариот слуга рече: "Тешко нас, ќерката на големиот змер сигурно веќе знае дека сме го отвориле оревот тукуман." Во тој миг ќерката на големиот змеј му рече на својот маж: "Тие ја пуштија ноќта, мора да го почекаме утрото." И тогаш се што се најде во шумата се претвори во животни и птици. И се што се најде во реката се претвори во диви пајки и риби. Кошницата од врвови и прачки се претвори во јагуар. Рибарот и неговиот чун се претворија во дива пајка, од неговата глава настанале главата и клунот на дивата пајка. Од чунот телото на дивата пајка, а од веслата ноџињата на пајката. Ќерката на големиот змеј, кога ја виде утринската звезда, му рече на мажа си: "Зазорува, треба да се одвои денот од ноќта." Тогаш таа свитка клопче од влакната на едно стебленце од некакво растение и му нареди: "Ти ќе бидеш кужубин." Така ја создаде птицата кужубин од фамилијата Гоко. Тогаш таа зеде бела глина и главата на птицата ја обои бело, а потоа со плодот уруку со кој индијанците го бојат своето тело за да го заштитат од уруци и болести, ги обои нозете на птиците со темно-црвена боја. Потоа рече: "Кужубин, ти ќе пееш секогаш кога настапува зора." Свитка уште едно клопче од влакната на степленцето, го потури со пепел и рече: "Ти ќе бидеш дива кокошка и намбу и ќе пееш во одредено време на ноќта и рано наутро." Од тогаш сите птици пеат секоја во свое време и покрај тоа и рано наутро, зашто порадосно да доаѓа денот. Кога стигнаа слугите, момчето им рече: "Вие сте неверни слуги, го отворивте оревот тукуман и ја пуштивте ноќта. Се пропадна во природата, па и вие. Вие сте се претвориле во мајмуни и од сега вечно ќе живеете на гранките на дрвјата."